Израел е најголемиот примател на американска помош, речиси 4 милиарди долари годишно, од кои најголемиот дел во форма на воена помош. САД одделуваат уште 26 милиарди долари. Мојата посветеност кон Израел сакам повторно да појаснам, е цврста. Безбедноста на Израел е важна и ние секогаш ќе се погрижиме. Израел да го има оно што му треба за да се одбрани од Иран и од терористите што ги поддржува Техеран. Војната помош за Израел доаѓа додека администрацијата на Бајден врши внатрешна обсервација дали Израел и другите партнери кои се приматели на американско оружје се усогласени со меѓународните и американски закони. Владата на Нетањаху им кажа на САД дека Израел ги почитува меѓународните закони. Волонтерска група од академици и поранешни административни официјални лица кои го критикуваат војното однесување на Израел не се согласуваат. Тие ја повикуваат актуелната администрација да ја стопира доставата со помош во вид на оружје. Копредседавачката Нура Ерекат е професорка по меѓународно право на Универзитетот Рутгерс. Од 16 инциденти што ги документиравме, во 11 од нив Израел не ни тврди дека имало воена цел на нападот, ниту пак дава оправдување. Во половина од тие инциденти нападите беа врз стамбени куќи со семејства внатре. Работната група соопшти дека прегледала илјадници извештаи за инциденти, вклучително и за воздушните напади на израелската војска врз два бегалски кампа – Магази и Џабалија. Во двата напади загина десетици луѓе. Се наведува и нападот врз стамбената зграда во централна Газа, во кој загинаа најмалку 106 цивили, меѓу кои 56 деца. Работна група ги достави своите наводи минатата недела до актуелната администрација која мора да поднесе извештај до Конгресот до 8 мај. За тоа дали Израел ги почитува меѓународните американски закони. Стејт департментот исто така треба да ги објави наодите од истрагата за тоа дали да се ограничи помошта за израелската безбедносна единица обвинета за кршење на човековите права на Западниот брег, главно пред нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври. Израел го критикуваше секој обид за ограничување на помошта. Израел е демократска земја. Има влада, армија, хиерархија. И ми се чини дека наметнувањето санкции на армиската единица не е вистинскиот начин. Израел се одмаздува на нападот на Хамас на 7 октомври во кој загина 1200 луѓе. Во војната досега се убиени повеќе од 34.000 палестинци, главно цивили. Пакетот помош од 26 милиарди долари за Израел е дел од усвоениот акт од Сенатот кој вклучува 61 милиарда долари помош за Украина, но и 8 милиарди долари за безбедноста на САД во Индо-Пацификот.